Слушате ме и мене. Добро вечер, почитувани гледачи, и добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елана, односно со мене. Се надевам дека 19 часот и 15 минути веќе сте покрај малите екрани и дека ќе се дружиме повторно и квалитетно цел еден час. Не само со мене, туку и со мојот драг колега Љупчо и со моите драги вечерашни гости, кои што ќе ви ги откриам малку покасно. Верувам дека си имате заземено добра позиција, удобна позиција во вашите домови и дека она енергија која што ја имаме овде во студиото ќе успееме да ја пренесеме и кај вас во вашите домови. Никогаш не должам многу на почетокот, освен дека ќе посакам да си имаме добар час на добра забава, на добра музика, на добар разговор, смеа и се она што доаѓа во пакувањето наречено фидбек. Останете со мене, се гледаме за кратко. Што ми убаво вака кога си гледам фотографиите на моите гости, заради тоа што ги гледаме во малку некое поразлично издание, во фаза кога свират, кога пеат, кога се расположени, кога се во фаза на некакво местење и слично, но супер. Видовте според фотографиите за кого станува збор, искрено на мое големо задоволство, бидејќи сметам дека се еден од нашите најдобри македонски бендови. Го сметам тоа бидејќи прават апсолутно добра музика, со светски призвук би рекла, и многу често знам да си ги слушам и да си ги пуштам и по дома, и во кола, и сите околу мене ги заразувам со музиката на Дупер. Ке ги повикам да дојдат овде до мене, Бориска Коринов и Илчо Нечовски. Повелете. Здраво! Hello! Што правите? Добри сме. Конечно во фидбек. Да. Долго време ве зборуваме, со Љупчо обично знаеме да си кажеме да пуштиме еден спот од Дупер. А да ги слушнеме Дупер, па знаеме да ве пуштиме и на диџеј миксетата и се, така да знаете дека сме ви баш фанов. Баш ни е драго. Супер. На почетокот секогаш поставуваме прашања за да ве така малце понеобични, за да ве видиме, да ве видиме од некој малку поинаков поразличен агол. Така да, ајде ќе почнеме од прашањето Queen или Coldplay? Ја Coldplay. Ја Queen. Добро. Умилен бенд, меѓу другото? Порано ми беше Red Hot Chili Peppers, после Bon Iver ми стана умилен бенд, или Bon Iver, не знам како се чита. Bon Iver. И сега Дупер ми е умилен бенд. Дупер, да. Добро, на добар пат си. Веќе имаме песни, да, за да ми биде умилен бенд. Супер, Илчо? Beatles е вајде. Да? Да. Ти си old school, Queen, Beatles се види како си ги заребал. Почеќа на нас, мислам, тоаш почнавме да свириме и така некако хубаво ми остана во глава. Ти остана во сеќавање, добро. Жива свирка или концерт? Што е разликата? Не, што би преферирале вие? Жива свирка во смисла некоја помала... Не викам што е разликата. Нема некоја Настанче разлика? Некоја настанче во клубче или баш концерт, да речеме Борис Трајковски? Не, жива свирка. Жива свирка. Да, поинтимно. Па не знам. Јас концерт, ама во затворена сала сакам. Да не е Да, отворено. нешто да. Парадиза клуб. Да не е Добро, која е ладно. разликата? Секогаш ме интересирало која е разликата помеѓу концерт на отворено и концерт на затворено. Повеќе контакт имаш со луѓето што се тука со тебе и дојдени се специјално за тебе, валјда ако е помалечко. А концерт е по, не знам, многу е вештачки некако, многу си горе некаде како. Да, и далеко ти се луѓето не можеш да Да, ги малце видиш. поедостижна, да. Да. Ама, што знам? Интересно се и двете сега. Да, во секој случај. Добро. Диджитал или аналог? Па кажи диджитал, ја ќе кажам, Па да, Не може стално контра да се, може да се погодите во нешто, се шалам. мора да е комбинација во принцип, барем кај нашата музика е така и музиката што ја слушаме мислам дека е комбинација од двете, зашто дигиталното те носи во иднината, аналогното те враќа назад, така да А ние сме во сегашност. да. А ние сме сега. Тука сте, нема мрдање, така да тоа е тоа. Сега конкретно за Илчо, психологија или музика? Па музика во секој случај. Дефинитивно, Да. Добро. Мислам некако професија како избор од тие две. Апсолутно. Да. Маркетинг или музика? Музика. И прави музичари, браво, тоа ми се допаѓа. Што најчесто слушате додека се возите во кола? Радио.
и буквално што иде на радио. Па да, боле е, пошто кога треба да бираш и дур да избереш, ке стигнеш и ова си иде самото. Добро, Борис ти? Јас демоа слушам цело време. Не слушам Да? многу. Мислам, во кола која сум, користам да преслушам што имам направено. Добро, супер. Патник или рајот на земјата? Не јасно. Патник. Патник? Многу е долга рајот на земја. Ја рајот на земјата. Ќе кажам да Добро, видам. добро, ми ги другото двите се феноменални, така да што и да одбиравте ќе биде окей. Зеленчук или овошје? Зеленчук. Зеленчук, Леле, дефинитивно. мој Овоше луѓе! никако Исто! овоше. Подалеко од овоше. Исто. Нема потреба овоше, ја би Она се забранил случувало тоа. мајка ми да ми остави буквално банани, јаболки пред мене, очи да ми стираат, нема шанси. Нешто ако е кисела Може, јаболка или не. нешто да е барем на кај кисело доди, окей, ама Може. иначе зеленчук. И браво, мои луѓе. Како изгледа ваша омилена саботна вечер? Не знам, ја негде у Ке град, биме у утре. пијачка. Гужува, не знам. Блиски луѓе. Па некојаш и дома, зависи. Зависи кога како, да. Зависи, да нема иста Расположение. сабота никогаш. Добро, зато реков омилена саботна вечер. Па да. Како би изгледало со Netflix дома и со пуканки Не, или никако во град? дома, никако дома. Дома У не. град, да. Добро. Омилен концерт на кој што сте биле до сега? На кој што сте биле, нешто сте го гледале на телевизија. По енергија Red Hot, по перформанс Dua Lipa или One Republic. И да, да. Така бе Шика, оние пуцика пукаци. Продиш. Прозичи. И да. Ги гледав во живо во Скопје, не знам дали успеа да ги фатиш. Не, во Охрид ги гледав. Во Охрид бевме, така? Охрид. Охрид. Супер. Добро, дечки, за сега толку. Ве ставам на позиција, па се гледаме за кратко. Ајде. Чека ми смени се жанр. The city of rock and roll. We build this city on rock and roll. Кај си, бе, може со гушка вака? Може, како не. Рековме, ние веќе сме си фамилија овде во Фидбек. Поздрав и до цела наша екипа, се разбира, која што неуморно работи за да Фидбек изгледа вака како што изгледа. Кажи ми како си? Ајде за почеток. Одлично е денес, така. У рок фазон сум нешто. Денес тоа ќе слушаме? Да. Добро, јас како ти Гостите тргна се. работа, рече дојдов до Телма, во кола слушав рок-н-рол. Овде ќе продолжиме со рок-н-рол. Да. А момците како ќе ги искарактеризираме? Каква музика се они? Нема жанр. Они. Нема жанр, се точно, најдобри во нешто тоа што го работат. Поп, урбан, модерн, whatever. Најнебитно е тоа. Битно е дечки да си ја работат како што Одлични треба. се, одлични се. Мислам дека ги спофаливме Да, со право. заслужува. Би рекла со право, заради тоа што навистина се многу слушливи и се многу добри и се така треба да продолжат. Кажи ми, се случило на журка да пуштиш нешто од Дупер? Се реагирали на нивните музики? Обавезно, да, и Џабе да не ги величаме толку ако не реагира публика, Се реагира, џабе се правиме реагира. муавет. се реагира. Поготово Се реагира на која песна со најмногу? танцот на Борис, најпознатата. Така. На Борис требаше лице за на телевизија да ме пуштиме. Така е. Кажи ми, вечерва? Ботаника? Класика или... Вечерва за некоја чудо ќе одмарам. Ќе одмараш? Ќе одмарам, да. преврти нешто наопачки, молим те, ова не се случило и... Еднаш да се случи тоа, да одморам за викенд. Добре, Конечно. супер. Одбравме неколку спотови од Дупер, си одбравме супер музика, си имаме супер разговор. Подготвени прашања? Спремен за да Спремен? Како пушка? Да, нормално. Супер. Се гледам. Се гледаме. Јас ќе си сиднам до нив. Разбира. Момци, како е? Супер. Дали добро се сместивте и дали ви е удобно? Да, топ. Ја ќе се улежам вака боле во контрол. Подобро да, вака. Да се смениме после него. може да смените и позиција ако ви стане досадно евентуално.
Ајде за почеток, ме интересира од кога реално започна вашата музика. Официјално по Google, по Википедија стои дека е 2018 година. Така е. Но предпоставувам дека и двајцата многу поудамна имате врска со музиката и како почна генерално вашата приказна? Ајде. Ние го бележиме тоа како официјален заради првата песна, тоа што излезе 2018. Инаку свиравме од трета средно. Да речеме првите 3 песни пред да излезат ги напишавме 2016-17. Тој период, така да више има 7 години, веројатно 8. Како сте во... Како се дружиме и свириме. Како се најдовте? Појма немам, не ми текнува. Значи, сакам да кажам, бевте другари од предходно или сосема случајно? Па он вика дека сме се знаеле предходно, мене не ми текнува, знам дека едно лето се запознавме у Охрид. Да. И тоаш нешто, демек, јас виолина свирам, стварно ја гитара свирам едно друго, кај ќе идеш у Средно Орце. И таму некако се споевме пак, така ли беше или не беше? Таа е приказната. Јас еднаш памтам во Лептакарија здрава, ама тоа беше... Едно здраво, гледате кај ве Да, денес. тоа е тоа. Тоа е тоа, супер. Во некој бабл сме, веројатно, цело време, не Па знам. да, и Скопје не дека е многу големо, меѓутоа убаво е кога ќе се најдат некакви сродни души кои што знаат и да работат и да уживаат заедно и да Најтешко е дружат тоа. и се останата. Илчо, кај тебе знам дека имаш музичко потекло со оглед на татко ти е текстописец. Колку он реално ти повлијае да влезеш во светот на музиката? Па никогаш нема притискал татко ми за тоа, мајка ми ме притискаше. Да? Ама повеќе за моментот да се образувам за музика, во смисол да одам на музичко и да слушам часови по виолина. И ич неќам да имам. Ама некако доволно беше убедлива мајка ми и издржав, завршив. Ама не сакав, мислам, на почеток беше многу комплицирано за мене, многу бев мал некако и премногу одговорности беа за тие години. Притисок никаков, да. Да, и не сум добар под притисок, ама некако успеав да завршам и среќа што го завршив, пошто ете ме донесе на некој таков пат и плюс ми помага сега во ова што го правиме ние со Борис. Како не, сигурно. Кажи ми, Борис, имаш ти некаков музички бекграунд или... Од образование официјално немам. Сум земал часови гитара година дена, другата се сам го имам научено. А мајка ми и татко ми двајцата пееле во хор. А добро, Там значи тетка ми сепак има била некоја жичка. оперска певица, ама не сум ја запознал никогаш, така да веројатно имам нешто во гените, а сега не знам од каде доаѓа тоа. Секогаш ме интересирало со оглед на тоа дека стварно не можам да ја окарактеризирам вашата музика, освен што веројатно би ве ставиле во некаков поп жанр, но многу е специфична, многу интересна, начинот на пеење, Илчо, секоја чест, значи текстовите ви се одлични, аранжманите ви се одлични, она што е најважно сте кант автори, тоа го кажувам заради тоа што правите се. Многу е важно публиката да го знае тоа дека од текст до аранжман, до музика, до се на овие момци овде. Како доаѓа тоа да се направи една песна, еве, без разлика за која и да станува збор? Како оди процесот на правење на една песна? Треба ти Ви текнува прво, не, например, ви текнува прво текстот, па го пишуваш текстот, па врз основа на текстот ја правиш музиката, или прво музиката негде свири во глава, па се прави текст. Како Тешко е оди... малку да го дефинираш, затоа што секогаш е различно, прво и основно. Второ, треба најверојатно да имаш некоја, да речем, дарба, да ти оди тоа добро. Сигурно. Во смисол, не ми оди математика уопште, али ова ми било секогаш интересно и лесно. А трето, не знам, најчесто текстови пишуваме на крај, така? На крај, па, обично идејата почнува нешто свирење на гитара или некој ако напише некоја мелодија да му текне, па после врз тоа градиме све останато. Еден инструмент, Да, друг мора инструмент. некоја основа да се постави, па после И се сега основата надградува. може да е само мелодија, може да е само текст, може да е некој риф на гитара. Главно така почнуваат идеите. Сега понатаму гледаме некои остануваат такви повеќето. Имате ли нешто во фиолка? Што стои? Има многу. Борис има еден цел плакар. Со фиолка. Не, стварно, има многу работи што никогаш нема да испливаат, ама добро е да излезат.
Тоа е Ечеран што вика, треба да пуштиш, тоа е као чешма, вика, ќе ја пуштиш чешмата после долго време и на почеток излага калева вода. И со тек на време се изчиства, Се прочиствува тоа, така е. И после исплива добрите идеи, така да. Што според вас е добар музичар, односно добар бенд во случајов? Што треба еден бенд да поседува за да биде добар бенд? Сега не Да мора си ја пишува музиката. Тоа мислам дека е број еден, зашто таму Тоа не е потекнува. бенд иначе. Да. Да, Да, Тоа се свирач. браво. па тоа, да, ја мислам дека е така. Тоа е уствари музичар по мене или бенд или нема поента на група да ја пишува друг музика и текст или што и да е. Да, Тоа е основно, а држи второ да го си ги свири мора. своите песни, зашто јас не ја гледам поентата да правам настапи со туѓа музика, а при тоа да правам своји песни, излага како моите песни не се доволно добри, па сега ќе ги Па свирам сега ајде туѓите, нешто да. друго ќе свирам. Сега колку и да е потежок тој пат, ама мислам дека тоа прави еден добар музичар. Претходно ви поставив прашање на двајцата, дали преферирате жива свирка, дали преферирате концерт. За плейбек не зборувам, бидејќи плейбекот е плейбек. Никогаш не може да ја извади онаа енергија и онаа емоција која што може да се случи на жива свирка. Имате ли, настапувате ли негде на живи свирки и зошто не толку колку што сметам дека треба да ви има? Зошто не знам, али настапуваме кај што ќе не викнат идеме секогаш. Добра. Сакаме да имаме контакт со луѓето што не слушаат. А зошто не знам, се повеќе работи. Да, поише Сами свој менаџери сте, имате некој што ви ја трчкара таа нема. работа или... Не, сами си ја тераме работата. У принцип не ни има некој сектор таков во Македонија Аха, што добро. ја тера таа работа. Во принцип едно што би рекол е по-тешко во нашата ситуација е што ние не свириме кавери, тоа си имаме договорено. Ако свириме еден или два, тоа е по наш кеф, зашто ја сакаме таа песна. Јасно. А обично во Македонија клубовите или местата бараат да свириш 2 или 3 сати, зашто бенд што свири 5 години не може да има доволно материјал. Така е. А од друга страна нема доволно простори каде што може да се свири, особено не бендови во поп. Да, тоа што вие го правите. Мислам дека се многу фактори што ја отежнуваат ситуацијата, меѓутоа секако наоѓаме ние начин да Да, јас баш би сакала да Да го ве реализираме. гледаме повеќе и почесто во живо, со оглед на тоа дека го заслужувате тоа и сметам дека треба повеќе да ви има пред Да, јас македонската се публика. согласувам. И сега, да, ова е воедно и апел, онака до таму каде што треба да ги викате дупер на свирки. Секогаш ги прашувам музичарите, па сега и актери и така натаму, во што повеќе уживате? Во самиот процес на работа, во смисла снимање, студио, инструментов чини, не чини, тука додај бас, тука извади и така натаму, или во финалниот продукт, кога ќе излезе песната? Па, мислам Што дека повеќе ви исполнува јас лично креирањето. во креирањето? Да, сега после тоа веќе е готово. И мислам ќе го преслушаш повеќе пати, како си задоволен, тоа е и доволно е. А додека го создаваш има нешто. знаеш, Тука е кога се- магијата, Да, се да. поврзувате на некој Да, друг да, начин со другите што го правите, тоа е. да, и Тоа јас е би интересно. рекол исто. Така. Процесот е интересен. Не знаеш што ќе направиш, тоа Би е интересно. Да. Па чека овде можеме да смениме нешто, Да, и па резултатот да го гледаш одма. Вака кога ќе ја пласираш песната, не знаеш како ќе ја примат. И А ви Не се знам, случило ли веројатно откако не. ќе извадите песната да кажете овде можда Да. можевме ова вака да го Да, направиме, ова малку дефинитивно. поинаку да звучи или било само од како? перспектива. Не веројатно одма кога ќе го извадиш, него мора Треба помине треба некој време да треба легне време, за да може да се издействува тоа. Добро, ќе направиме мала кратка пауза со која прва да ја слушнеме? Пат. Патник, може? Може. Ајде. Удиме режија прво со Патник, па се враќаме назад во студијата. Сега за сега сум тука. Не се сваќам, се трудам само денно ви губам јас во себе, те слушам. Кога без тебе се будам, пак во мислите чувам. А
Не знам да читам, знаци кажи. Не ми се доволни погледи кратки. Нема друг начин, само кажи. Сакаш да сум твој. Повеќе сам, не сум повеќе сам. Вистина знам, не сум повеќе сам. Повеќе сам, не сум повеќе сам. Вистина знам. Не сум веќе патник и не лутам. Најдеш што ми значи, веќе не барам. Повеќе сам, не сум повеќе сам. Вистина знам. Дозволи да бидам јас твој херој, херој. Дозволи да бидам јас твој херој, херој. Сепак за се јас сум тука. И се да сватам, се трудам само денови. Губам, не е фер да те немам. И јас одамна се спремам, ти си се што ми треба, немам сомнеш. Се би дал да стоиш пред мене, друго да не гледам. Донеси бел ден, по тебе копнеам, ке бидам среќен, од себе се би дал. Повеќе сам, не сум повеќе сам. Вистина знам, не сум повеќе сам. Повеќе сам, не сум повеќе сам. Вистина знам. Не сум веќе патник и не удам, најдеш што ми значи, веќе не барам. Повеќе сам, не сум повеќе сам. Вистина знам. Секој допир знам, ме допираш и добро знам. Со секој допир знам, ме допираш и добро знам. Со секој допир знам, ме допираш и добро знам. Со секој допир знам, ме допираш и добро знам. За тебе имам план. Би те чувал да си само моја, не би сакал да има крај. Ако сум моган, биди ми ти вода, за тебе имам план. Би те чувал да си само моја, не би сакал да има крај. Ако сум моган, биди ми ти вода, за тебе имам. Супер, и си ја го коментиравме спотот. Патник, каде се снимаше? Негде на некоја викендица? Ова е во викендица, да, мојата викендица. Аха. И тоа зборевме сега дека долго работи се сменети, виќе шкодата немаме, викендицата различно изгледа. Добро, се менуваат. Кога беше снимена Патник? Која година излезе? 2019. 2019. Одлична нумера, дефинитивно. 19. Сега ме интересира што мислите за сите оние, ајде, странски ќе ги наречам, звезди кои што доаѓаат во Македонија, кои што секогаш се тука, посебно околу нови години, празници, делници и така натаму. И феноменот на полнење на концертни сали. Зошто тоа не може да се случи со некој наш македонски бенд? Мислам, ваше едно глобално размислување. Па тоа е за популарни артисти што многу долго се на сцена и создаваат таква музика која што е широко прифатена. Како турбофолк, например? Да, како турбофолк. Добро. И тоа го бараат луѓето и го добиваат сега чим се полнат салите. Значи доаѓаат. Али тоа еднаш, па уши еднаш сала наполната, па страшно. Не, чудно мислам толку. Мислам чудно. Може не ни се свиѓа, Ама да е на вестината. многу им се свиѓа, да. Чим имаш 4000 луѓе на настап, тоа е веќе следно ниво, мислам. Така е. Сте размислували ли за да ја пласирате музиката надвор од Македонија, Борис? Па да, ама што знам, ја мислам дека прво немаме доволно музика во Македонија за да извезуваме ние во странство. Од друга страна, во странство за да се пробиеш, веројатно треба или соработки ја правиш, што е најубавата верзија по мене, да си пееш на сопствениот јазик
странците да пеат на нивниот јазик. Да. А препевање своји песни на туѓ јазик искрено не ја гледам потребата. Веројатно се губи моментот Им успева на луѓе, јас го разбирам тоа, ама не ја немам лична сатисфакција од тоа. Зашто песната е напишана на одреден јазик, зашто така звучи најдобра, не. Така. И сега двајцата имате други професии, си работите нешто сосема друго. Колку наоѓате време за музиката и кога е тоа обично? Ки си кажете, слушај, ајде одиме до подрум сега, до гаража да вежбаме, ајде да правиме нова песна. Како ви функционира начинот на создавање на музика? Се менува во цело време се менува. Закажуваме дейтови. Со дейтови сте Да, добро. со дейтови. Слушај, Борис на 16-ти. Да се гледам. Немаме никогаш, не можеме да најдеме прво простор. Тоа се мачиме апел до тие што имаат простор да ни дадат некој простор за да свириме. Се собираме најчесто кај него. Затоа што има и микрофони, има и звучна картичка, може да снимаме директно и да собираме идеи додека создаваме. А некојаш останува и за дома сега, не можеш цел ден. Мислам со работно време, со други обврски пропратни, веќе сме и постари, са и други одговорности. Престаревте готова. Веројатно те сме професионалци во друго. Да, и мораме да правиме компромис цело време. Нема како фиксно време, ама се трудиме да се дружиме почесто за да извадиме нешто ново, мислам, за да создадеме првично. Па добро, јасно, тоа си оди едно со друго нормално. Предпоставувам, слушајки ги вашите текстови, а и генерално текстовите на повеќето музичари се поврзани со љубовта. Значи, љубов е главниот мотив. Предпоставувам дека тоа е така во вашите Да, текстови. дефинитивно. Да. Да. Ние сме пробали да пишуваме за други теми, едноставно. Ама не проаѓа, љубов е љубов. Не, па не е ни дека проаѓа на тоа, цело време се врти. Ќе почнеш нешто друго. Имаме текстови што не се за љубов напишани, ама кога ќе ги чуеш прв пат, на тоа те асоцира. Секогаш се асоцира на Да. љубов. Апсолутно. Почнува нешто друго скроз, ама после ќе го свртиш. Ќе го свртиш, ќе го Да. превртиш, врти сучи Да. тука е, повторно Да. на љубов. Сите така си го перцепираат некако. Не знам Добро. зашто е тоа така. Време е да го вклучиме и DJ Брик, односно нашиот Љупчо. Љупчо, како си прво? Како ти иде? Одлично. Си пуштам песни што давно не сум ги чул и баш ми убаво. Биле обија, чека, не и Севентин де ова? Не. Ова е EMF, мислам дека. А IMF беа. You're unbelievable. You're unbelievable. Да. Ова така Дали да имаш рекам. прашања за нашите гости? Имам, да. Ајде, повели. Мора. Има прашања, Брик, да видиме. Вака сега. Би ме прашал, пошто нели, албумиве, издавање, трендове ќе се гаси полека, само се издава песна спот, се става на YouTube и тоа е тоа. Некојаш и без спот. И без плод, да. Некојаш и без спот, па проаѓа гледаност, слушаност, не е важно. Сега би ве прашал дали би го продолжиле вие издавање албум, дали да очекуваме нешто такво од вас следно или ќе терате на овој новиот современ начин? Па во моментов фокусни се синглови, зашто треба да имаш цел концепт за албум, треба да знаеш кај ќе го пласираш, кога, со настапи да го подкрепиш, со термини, со се живи диво. Тоа во Македонија не е можно да се случи. Можеш да извадиш албум и луѓето речат, има 2 албума, 3 албума, 4. Така. И шо? И што, баш така. На крајот се сведе на тоа дали ти ги знаат песните. Најлесно е да ги пласираш песните со видео и со спот, зашто така можеш и на телевизија и на радио, и на YouTube. И на крајот на денот скап спорта тоа во Македонија многу. Снимање музика За е да се скап спорта. сними еден спот, предпоставувам, потребни се и ресурси, и време, и па треба цела екипа, па фото, па видео, Ако па сакаш и сниматели. плюс да е креативно, треба и плюс време да потрошиш, така да а и времето е ресурс со случајот. Оно неопходно прашање за музичарите, може ли да се заработува од музика? Да. Може да се заработува. Се трудиш доволно, си упорен, го правиш тоа што сакаш да го правиш и ако си редовен. Мислам, професија е сепак, не е само да се Апсолутно, свириме, не, јас се служувам. се зафркаваме, ние имаме инвестирано многу пари во ова, зборам не за дека имаме многу пари, туку дека заради тоа што сакаме да го правиме ова озбилно. Мислам, колку да звучи дека е како хоби, е нешто што сме правеле муавет и сме се договориле дека ќе го тераме додека ни е убаво, нели, нормално. Апсолутно. И
Ако се инвестираш, можеш. Може. Ако Бориси, сакаш. твојот став е истиот? Па, Не се мора да зајава. инвестираш, во принцип. Тоа е проблемот зашто не се заработува премногу, зашто ти треба, сега филозофијата е дека ти треба 10% од профитот да го инвестираш во наредни проекти. Така Тоа во си. Македонија не е можно заради приходите и хонорарите што се добиваат. Меѓутоа, има начин. Очигледно има музичари што може да го прават тоа. Зборам за авторски Да, музичари, да, јасно. иначе да свириш туги песни и така Тоа може да е, се да, живее. најлесно. Така полесно. Која е вашата главна мотивација, односно, ајде би рекла инспирација кога ги правите песните, со оглед на тоа дека, повторно ќе кажам, за мене сте многу специфични и сте посебни. Или постојат бендови, постои поп музика, постои рок музика, меѓутоа и во попот има поп музика. Да. Да се разбираме, значи, начинот на извадба, начинот на пеење, Илча, кога ќе го извади тоа гласот, ја не знам кај го вади. Не знам, Вака не, мирен, не, мирен, ќе речеш, ако ќе запее, Скокам. ако ќе запее, запеано Има, е. стварно Не, има, навистина, имате ли Се некаква усвои, инспирација од негде? И може би од некои странски биндови или еве Во Джемри, однос- кој го аха. слушаме у позадина, да речеме. Па, Не слуша ништо. па били Джемира која е инспирација? Дефинитивно црпиме инспирација од различни музичари, различни песни. Ние двајца да слушаме секаква музика, тоа е тоа е веројатно добро, зашто да, и Љупчо да, вика дека немаме жанра, зашто слушаме најразлични. Би рекол дека имаме стил и Апсолутно. тоа е веројатно нашата комбинација на вкусовите. Да. Дупер стил. Да, дупер стил. Супер. Кога сме веќе кај стилот, ќе ја слушнеме сега Рајот на земјата. Снимана негде на водно, колку што можам да видам, ако е Не, тоа не. така. Не, Или не? Колешински водопади се тоа, едната сцена. Имаше Така? 5 сцени. Или Па друго. има Тука боровите тие што се ми Лучкова, има личеа на Мислам. водна, да. има на или Смоларски, да ти кажам. Не бе Колешински, бе, 100% ги запомнив, Не, дека не ги да. знам. Шетавме цела Македонија, тоа беше еден Екскурзија. ден, да, екскурзија, да. Супер е видеозаписот и супер е песната. Предпоставувам дека ќе им се бинди се на гледачите. Режија, Рајот на земјата ја слушаме и дупер. Секој е чудо трена, кога боли брзо проаѓа, кога сум тажен и тоа е окей, сам те чувам недобро и пак сум окей, а време ќе летне не чека, и не имам крија нега да фаќам, секоја минута и секој момент, што и да ми следи само да е окей, колку ли вреди ова се, што оставам ако не живеам ни ден, дуро старам, колку ли вреди ова се, што оставам ако не живеам ни ден, дуро старам. Сакам се и сакам одмah, дај, сакам се и сакам одмah, сакам се и сакам одмah, сакам се и сакам одмah, дај, сакам се и сакам одмah, сакам се и сакам одмah. Ова е рајот на земјата, без однежи имам баш се што сакам. Провери рајот на земјата, без однежи имам баш се што сакам. Провери до крајот на земјата и назад 100 пати. Сјајот на среќата ми дава знак и не мислам на проблеми. Многу болескно не воли, од себе губам делови. Очи светат како денови, за демони сум победни. Нема ништо да ме повреди, повреди се промени. Сакам само добри спомени за себе ми. Сакам се и сакам одмah, дај, сакам се и сакам одмah, сакам се и сакам одмah, сакам се и сакам одмah, дај, сакам се и сакам одмah, сакам се и сакам одмah. Ова е рајот на земјата, без однежи имам баш се што сакам. Провери рајот на земјата, без однежи имам баш се што сакам. Провери. А нема ни зборови да ме вратат на нула. Јас пак со глава во зид и да кажат сум будала години и да потрошам, да остварам свој
на земјата. Без обнежи имам баш се што сакам. Провери рајот на земјата. Без обнежи имам баш се што сакам. Провери рајот на земјата. Без обнежи имам баш се што сакам. Провери рајот на земјата. Без обнежи имам баш се што сакам. Провери. Браво, браво. Значи, цело време им кажувам браво, ќе ги вообразам, веќе мислам дека нема смисла. Ќе си отидете од овде, ќе летнеме со септилма, што правиме после. Песната е снимена 2021. Да. Тоа беше после короната или за време на корона или како сред му корона, дојде? мислам На дека, сред да. корона. Добро што сте без маски барем, што не можеше спотот да се снима така. Слушай тоа па да. Ова е оној муаве што го направивме, дека е песна каде што може да се пронајде секој еден, бидејќи е песна за себе. Да. Дека треба да си дадете нели и простор и време некако да си се воздигнете во животот. Како повторно ќе кажам, како доаѓа моментот на пишување на текст? Еве, јас сум човек кој што може да напише текст, меѓутоа кога имам одредена задача, нели кога си давам нешто дека треба да го направам. Си давате задача дека треба да се направи некоја песна или тоа си доаѓа веројатно земјата од каде дојде? Не знам, обично се некојаш мислам дека најчесто се некоја мелодија преовладува и сега во таа мелодија има некој збор што го подпевнуваш. Не секогаш, ама најчесто е така како Да. има некој збор што Што те влече да го на пример. И сега пробаш некоја логика да створиш. Мора да е задача, не можеш да седиш и да ти Да, текне и да ти цел текст. кликне од- Не, некогаш се дешава и тоа. Ама ако доволно работиш, нели? Ама тоа се дешава еднаш во Ние обичај на англиски 10 прво ги години. приема така малце како заматано. Ова нешто беше Pretty Woman, нешто така. Pretty Woman. Да, и Така, после го викам сега, извадите. После ми зазвучи нешто. Сакам се и сакам одма, ама во принцип така како што вика Илчо, некој збор ти доаѓа или мислиш дека звучи на тој, врзуваме приказно околу тоа. И го пакувате тука Да. после околу. После има работа. Да, верувам дека е така. Ваш став или размислување во однос на фестивалите во Македонија, со оглед на тоа дека па и не останаа многу, ако не се лажам. Па, Може постои некој фолк фестивал и од поп фестивалите, освен Макфест, јас други веќе не знам и дали постои искрено. Нема. Не знам, Брик има друг фестивал? Освен Макфест? Искрено не знам, Нема, Охрид нема. фест нешто едно време Да, некој Охрид постоеше, ама дали постои уште не знам. Небитно. Вашиот став во однос на фестивалите и би се појавиле ли никогаш на фестивал? Не знам, ја лично имам проблем со такмичење во музика. Не можам да го сватам цел живот и Евровизија како Евровизија, мислам како настан што постои колку 200 години, не го разбирам. Баш ќе ќе зборнеме и Евровизијата, добре што Да, спомнаш. не ми е јасно моментот на надпреварување во креативни области, не го разбирам и не го сваќам, не знам дали би се појавиле, некогаш можеби ако ни дојде да се појавим, би се појавиле. Пошто ќе победиме најверојатно. Да, не се сумнам во тоа. Ја Затоа ќе што лобирам сигурно. мислам дека нема поента да се надпреваруваат артистите меѓу себе, туку да се поддржуваат. И тоа е мојот став во ствари, на кратко. Не знам дали има потреба. Така, Јас Борис? имам пишувано за Макфест песна. Не мислам дека е на нивото фестивалот што треба да биде. Имам теорија кои работи треба да се спенат и идеја генерално. Ајде, имаме време. Сега треба и време по мене, мислам. Нема, пак кој е беше- генералниот проблем кај фестивалите? Затоа што очигледно дека постои никаков Кај проблем. фестивалите генералниот проблем е што не изгледа како што треба да изгледа. Тоа е Се генералниот сложува. проблем. 94-та. И ние може да го игнорираме тоа или да викаме дека станува подобар и може да станува подобар. Ама не станува. Ама не станува, Или него, тоа спорен ама не долу. така е, цупкаме во место цело Се време. викаат порано бил подобар Макфест. Не мислам дека порано бил подобар, него порано тоа било врвот на технологијата. Сега ние се надпреваруваме со цел свет. И сега јас ќе отворам
фестивал во Италија, Санремо или било каде, и гледам дека таму стварно е многу подобра. Од друга страна, знам дека многу Неспоредливо, повеќе така. пари се инвестираат во тоа. И многу фактори играат улога. Во Македонија мора државата да се вмеша за да направиме добра индустрија. Инаку нема шанси на така. ентузијазам. Така. Ентузијазам трае 2 години, 3 години до првото Разочарување Разочарување, или и тоа е паднување, тоа. така е. Ја спомна Илчо Евровизија и добро што ја спомна, бидејќи во последно време Евровизија е далеку од тоа што некогаш сме знаеле дека било Евровизија. Евровизија, јас се сеќавам, тоа беше фамилиарно седнување пред телевизор со ливчиња во рака, дури тоа го памтам, и си стававме бодови. Која песна, која мислиш дека ќе победи, па во топ 3, па во топ 5 и така натаму. Некако ми се изгуби целиот жар околу Евровизија, дали заради тоа што условно кажано стана фрик шоу, сега да бидеме реални. валјда. Немам ништо против, да не се разбереме погрешно, против сите оние појави што се појавуваат на Евровизија, меѓутоа не е тоа музика. Не знам дали е музика, ама кога се меша со нешто друго е губи поентата. Мислам, 100 пати сме кажале дека не сакаме нити па да сме поврзувани со политички партии или Апсолутно. со ставови или со било што, тоа се интимни работи и не треба во никој момент да бидат поврзани со нешто што е толку чисто како што е музиката. Заради заработка, нели, или било каква форма на промоција. И заради тоа, мислам, ние имавме понуди да одиме на Евровизија и така натаму уште на почетокот, ама нема поента, во смисол, да, ќе речете, Манескин беа, стана утра популарни, Да, за која сметка, мислам, не... Во мојата глава не се исплати. Се распадна? Озбилно? Да. Стварно? Па тој сега пејачо си тера своја кариера соло, така Добро да. стана, многу голем изрипа сега од Тоа е Евровизија одскочна и- даска, веројатно. Тоа е и во Македонија, одскочна даска. Од друга страна во Македонија ја имам теорија за Евровизија дека ќе те направи најпознат што можеш да бидеш во Македонија, ама и најомразен зашто не можеш да го погодиш вкусот на Ама сите. тоа е И повеќе тоа од е сигурно. многу деликатна ситуација, сега зависи што сакаш да постигнеш. Зашто ова стварно сите што биле на Евровизија од Македонија се звучни имиња. Ај, исклучоци има двајца, Добро, тројца добро, можда, се ама- разбираме. Се разбираме, меѓутоа целата онаа тежина и фама што се носи после на грб. Па тоа, Од типот они кои на- резултат да го направат, што Да. реално е тешко да направиш добар резултат, зашто знаеме дека е некоја игра во позадина и дека Фанати, Не дај ми секогаш. политички поени. па да. Што од кого ќе добиеме само од балканските земји, и тоа не од сите, Не од сите, така, неколку. По Словенија не добива. Словенија веќе не на рачуна за живи. Тоа е, се знаат, мислам, кои се противници, ама не се толку лоши песните или изведувачи, не се лоши воопшто, него едноставно не можеш да го задоволиш ти вкусот и кога изгледаш ти дека си завршил 15-то место, си викаат тапа си. А не е тапа. Стигнал меѓу други неколку песни, одбрал, Јасно, отишол јасно. таму, промовира земјата. Друга е филозофијата скрос на стан. Често сме сведоци, име сега ќе ги гледам, ќе ги земеме и странските изведувачи, големи звезди и така натаму. Да, голема индустрија стои зад нив. Кога ќе кажам индустрија, мислам на од што ќе јаде дома, до фризери, шминкери, стилисти, не знам, фитнес тренери и така натаму. Но не секогаш е пресуден момент квалитетот на пеење, за жал. Има пејачи кои што се можеби и под просекот, меѓутоа се успешни. Затоа претходното моје прашање беше што треба да поседува една музичка звезда за да може да биде квалитетна и добра во исто време. Затоа што очигледно не секогаш само позадината и онаа машинерија е најважна која Да. што треба да ја Па имаш. треба да има валја некој, како викаат тоа, на X-фактор. X-фактор, да. Да, Харизма, не. многу е кринџ одговоров, ама стварно треба само да си свој на крајот од денот, пошто на почеток и ние се баравме цело време. Мислам, уште се бараме. Како не, кај сме најдобри, во што сме најдобри. Ама наоѓаш после некој момент кај што знаеш дека си добар, во смисол дека не глумиш нешто што не си, пошто луѓето најважно. одма го гледаат тоа дека си фейк браво. или дека лажеш нешто или не знам што се гледа одма на телевизија кој кажуваш умисли, кој не. Така. И
Мене лично тоа ми е побитно кога ќе, пошто сите ги гледам на интервјуа. И тие што ги сакам и тие што не ги сакам, за да видам што луѓе се. Да, јасно. Да, и да ги спојам некако со сликата и многу пати ми се случило, например, да ми се свиѓа некој, дали бил глумец или музичар и да го слушам како И да те зборува. разочара Да, во однос на да ми се размислување, смени, да. ставови. Да, апсолутно мислењето се и служам. мене лично тоа ми е битно. Ја Така. мислам дека успех е релативна категорија. Сите различно го дефинираме прво. Мене ми е успех што правиме музика. И што ни се свиѓа нашата музика на нас. Тоа ми е Апсолутно. многу Па замисли да мене правиш нешто важен. што не ти се свија. Па, ја мислам Каде е дека уживањето? голем Да, дел од да, успехот да. на останатите, зашто ги прават чакурите што треба ги направиш, не по твоја желба. И сега Туку да се факт е, да, задоволи во секоја публиката. работа има такво нешто, ама ние не правиме компромиси у смисла ова ќе им се свиѓа на слушателите. Тргнувате Да, од себе. Ако тргнуваме мене од- ми се да. свиѓа, јас ќе го пласирам на најдобар можен начин. Немаме- Тоа е тоа. Тоа, како викаат, имам одговорност пред публиката. Имаш одговорност кога ќе доеш на настап, имаш одговорност во смисла да се држиш до некои нормални ставови и така натаму. Од друга страна, па ако не си таков, што има ти да им се допаднеш Така е, на сите? така, Никој на никога не му се не му е Бог, не знам. Одговорност во однос на да стоиш позади своето дело. Да. Јасно. Да Така е, имаш, да, да, тоа е ама одговорност. другото е да не промовираш нешто што не е Што легално не, и така да, натаму. да, или што не си ти. Добро, некако ми се намитнува и последното прашање за крај. Кој е фидбекот од тоа што го добивате како ваше дело, како ваша работа, како начин на живот и слично? Предпоставувам публиката, аплаузот од публиката, не знам. Па и премногу внимание на моменти. Мислам, тоа мене ми пречи малце искрено. Ама тоа е позитивно во смисол кај некој го цени тоа што го правиш ти. Пробувам да си го објаснам на тој начин. Да. А, То ти аплаузот, работиш за нешто. Да. Убаво е кога на некој му се допаѓа нешто што го правиш. Мислам, тоа на секој му е потребно еден дел од животот. Нормално. И тоа ми причинува задоволство на некогаш е премногу, ама нема друг начин, единствено. Тоа е. Тоа е тоа. Ако сте популарни, тоа е. Не, не ми се кој е флиртира. фидбекот? Се шалам, ама закачка требаше да видам. Кој е твојот фидбек? Од публиката, да речам, тоа што си ја слушаат музиката на само и што би си ја пуштиле песната, тоа ми е најголема мотивација. Во поглед на тоа што да речам, многу ми се свига што уште правиме музика и што ова трае и секој пат се менува, па Да сте престанале, да се многу разбереме. бент е многу деликатна работа. Во принцип треба цело време компромиси ја правиш, а тука не се чувствам дека правиме тешки компромиси, многу се ситни разликите во однос на вкусовите. Така. И тоа многу ми се допаѓа и што сакам да правам и нова песна и што стално имам идеи. Одлично. Така да. Супер, дечки, фала ви многу на гостувањето. Фала и Драго на ми вас беше за поканата. што ве донесовме, да не речам што ве довлечкавме овде во фидбек. Режија, доколку имаме време, ќе ја слушнеме и последната номера, односно со тебе не гледам саат. Доколку немаме време, се разбира, одиме се одјава и се гледаме во следна сабота 19:15. Se te queda claro já, baby, e eu só não dá vida. Till I know jamais. Te queda claro já, baby, e eu só não dá vida. Till I know jamais. Baby, dai doi na strana da se tampar, da te se tampar. Svest, pagam samo lako te pogledam pak, te pogledam pak. I ajde su sama kaži da, pak je se nacrtam dur, zamisliš da mu sum se kogaš. Знаеш сама да, ти нема замена, си знаеш сама да. За тебе не гледам сад, baby, и оставам да видя.
дай, ни магията не е иста, ти знаеш, я знам. Полека, не бързай, нема край. Вечерок е кюти ме, не кем да зборувам. Нема да заспиям, нема да сунуваш. Со секој поглед сакаш да останам, со секој допир да те откријам.